Време е за разговорот кој што го најавуваме уште од самиот почеток на ова денешно издание на утринската програма. Наградата Трајко Прокопиев која представува највисоко професионално признание кое го доделува СОКОМ на музички творци и музички писатели за долгогодишни значени остварувања во областа на музичкото творештво и музикологијата. Во 2018 година му се доделува на македонскиот музиколог, публицист, новинар и општественик Марко Коловски. Мене ми е исклучителна чест и задоволство утрово да го поздравам, да му посакам добро утро и добре дојде во студиото тук, во македонската телевизија. Мене ми е исто толкава чест да бидам гостин во мојата македонска радиотелевизија и исто така да ги поздравам гледачите на македонската радиотелевизија, бидејќи речиси целиот работен век го поминав во неа. Токму тука. Коловски, пред се честитки за наградата. Зазимате посебно место кога станува збор за следењето, осознавањето на нашата музика. Во изминатите речиси 4 децении од вашата творечка активно станавте не само столб на македонската музикологија и музичка култура, туку и во многу нешто и посебен авторитет и своевиден еталон за проценка на дострелите на другите чинители и појави во македонската култура. Па морам да кажем дека ми годат ваквите оценки и атрибути. Се надевам дека се искрени на оние кои што ги искажале. Најчесто јас сум ги користел нив, оценувајќи го придонесот на другите големи творци во македонската музичка култура, без разлика дали се композитори, дали се музички исполнители, дали се научници, истражувачи и така натаму, но факт е сепак, значи, дека изминативе 3 или 4 децении речиси, работејќи не со некаква цел посебна да се стигне до некое место или до некаква награда, туку решавајќи проблем по проблем, откривајќи парче по парче од тој мозаик на македонската музичка култура, работите се намножиле, при тоа давајќи го сето она што го имате најдобро во себе, и на крајот доаѓате во еден момент кога сте помалку изненадени, како јас во овој момент, и кога во првиот момент мислите, чекајте, па кога остарев, бидејќи навистина наградата Трајко Прокопиев се дава за еден заокружен опус и се дава на оние кои што дале посебен придонес во областа во која што действувале во музичкото творештво или во музикологијата. Како и да е, во изминатите 4 децении, како што реков, во едни сосема специфични услови, создаден е еден навистина, сега кога гледам, обемен опус, оние кои што ја познаваат музикологијата или го познаваат музичкото творештво, повеќе или помалку го познаваат тој опус. Мене ми е драго што тој е произлезен на еден специфичен начин, како што реков. Спецификата е во тоа што јас уште многу рано немав спретна околности, беа што не отидов во некои академски сфери. Туку влегов во македонската радиотелевизија и знаете, во животот ако имате прилично голем број на, ево условно да ги наречам, административни обврски, а тоа се уреднички обврски. Ако имате при тоа во некој дел од таа одсечка од животот и некои други поважни функции, во тој случај обично времето во кое што човек може да се занимава со наука, со истражување, со пишување е релативно стеснето, но и во такви рамки без никаква принуда да се стигне до некаква академска титула, да се стане професор оваму или таму, се создал некој опус кој што еве денес ја донесе оваа награда и мене ме исполнува со задоволство. Коловски, вие сте првиот завршен музиколог, се учеле од најдобрите од не само од Македонија, туку и од поранешна Југославија, од најдобрите професори. Па да, многу пати сум го истакнувал тоа и мислам дека тоа е веројатно клучното или да речем нешто дел од клучните работи кои што влијаеле врз мене, врз мојот начин на размислување, врз мојот начин понатаму на изложување на нештата, на пишување и така натаму. Знаете, кога јас
се запишав на факултетот за музичка уметност во Скопје, имав среќа да се отвори музиколошкиот оддел. Никогаш не сум знаел кај ќе стигнем. И еднаш реков една поговорка која што во мојот случај за среќа не се исполни, а што сум ја слушнал, а тоа е кога човек не знае каде тргнал, сите патишта водат никаде. Во мојот случај јас не знаев каде тргнувам. Едноставно, кога почнав да учам музика, бидејќи бев талентиран, татко ми мене ме испрати во музичкото во Битола да научам да свирам, за да свирам по веселби. Но тамо една од професорките забележи на часовите по историја на музика дека има нешто друго плюс во мене. И прв пат го слушнав тогаш зборот музикологија. Аха, ти учиш музикологија. Па кога дојдов во Скопје, па за прв пат се отвори одделот музикологија и јас станав првиот студент, но немаше професори за голем дел од предметите во тогашните студиски програми на факултетот за музичка уметност, па морав да патувам во Белград, во Загреб и затоа зборувам, имав среќа, освен најголемите македонски композитори, Зографски, мојот ментор се разбира и најзаслужен за мојата кариера, професорот Драгослав Ортаков, но Зографски, Прошев, Властимир Николски и така натаму, да не ги спомнам сите. Исто така да учам кај Иво Супичиќ во Загреб, кај Душан Плавчо во Белград, кај Корајка Кос во Загреб, што сам кај Стјепан Антолјак во Загреб. На факултетот или на универзитетот во одредени предмети кај професорот Старделов, кај професорот Цветан Грозданов, кај Митко Илиевски и така. И се до тоа, знаете, е совршена, би рекол, база, заедно со некакви вродени карактеристики за понатаму, ако се создадат услови да вие создадете нешто. И еве, во мојот случај, јас се надевам дека тоа што ќе го оставам зад мене навистина вреди, но сите тие се вградени во сето тоа што јас сум го направил. Кога веќе говориме за музикологијата, во едно од вашите интервјуа велите дека на македонската музикологија е потребна систематска поддршка и соодветна организација. Знаете, сум го образложил тој мој став и не е тоа никаква голема мудрост, но самиот факт што Македонија е една од ретките, може би и единствена земја во обкружувањето и пошироко, која што нема музиколошки институт, укажува на тоа што дека македонските музиколози, пак кои што исто така не се многу на број, од моето дипломирање како прв студент на факултетот за музичка уметност, до сега се дипломирани се на се 15 музиколози, од кои некои, за жал, дури и не се занимаваат со својата дејност. Но, доколку сите тие настапуваат како слободни стрелци, во тој случај резултатот е помалку или повеќе случаен. Ете, јас сум напишал книга за овој напишал есеј за некое друго прашање, третиот за некое трето и така натаму. Секогаш, зборувајќи за тоа, сум мислел дека неопходно е сите тие напори, особено заради тоа што ние сме малку и особено заради тоа што нашата музичка историја е недоволно истражена, треба да бидат организирани. И секогаш помислата во таа смисла ми била дека е неопходно да се направи музиколошки институт. Во тие рамки, за среќа, можем да кажем, но со лимитирани резултати, одредена функција изврши Сојузот на композиторите на Македонија, каде што и јас членувам уште од 80-тите години, преку својата музиколошка секција, со поттикнување, со на известен начин организирање на акциите, со давање на одреден импулс да се надополнат одредени празнини, но тие биле сепак со ограничен капацитет, бидејќи Сојузот на композиторите на Македонија всушност на крајот на криштата едно многу битно, но сепак здружение на граѓани. Ги нема темелите кои што треба да ги има еден музиколошки институт и мојата порака постојано е, иако сега веќе не може да биде онака како што беше во 90-те години, кога дури и заедно со професорот Ортаков и со колешката Јелица Тодорчевска направивме и комплетен еден елаборат со кој што образложивме и зошто и како да се направи тој музиколошки институт, но без оглед што денес ја немам таа енергија нити таа перспектива, потребата е се уште голема и дури може би уште поголема
затоа што македонската музичка култура, македонската музичка историја навистина бара едно теориско и историско заопкружување. Би сакала да го искористам вашето присуство и да проговориме и за танец. Своевремено раководевте со Државниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија танец во периодот од 2002 до 2006 година. Многумина ќе кажа дека во токму тој период е најдобриот период всушност на танец. Па добро, еве, оставам публиката да зборува за тоа кои периоди се какви. Неколку пати сум рекол и сега ќе го речам, ќе заличи на нешто друго, ама всушност тоа ми е најпогодниот збор, затоа ќе го употребам. Танец е најромантичниот дел од мојот живот. Значи, танец е најстраствениот дел од мојот живот. Како резултат на таа страст, но пред се зборувам на еден сплет на околности, кога во танец имаше една извонредна, и се уште дел од нив се таму, генерација на млади уметници и извонреден оркестар формиран. Тогаш се разбира и со одредени инвентивни потези во делот на креирањето на програмата, ние направивме еден ишчекор што не беше направен неколку децении наназад. Нема да образлагам, но само ќе кажам во една или две реченици. Танец, како и сите ансамбли на почвата на Југославија, формирани кон крајот на 40-те години, започна со играње на ора, со пренесување, да речам, на народните ора на сцена. Во моментот кога 56-та година во танец дојде Трајко Прокопиев за директор, и тој беше 4 години директор на танец, во танец беше направен исчекор напред. Ората беа врзани во китки, своевидни кореографии, и од тогаш до денес во танец, барем во делот на презентацијата на фолклорот, рбетот се таквите кореографии, односно китки на народни ора врзани и песни, врзани во 10 минути или 15 минути. Кога јас отидов во танец, меѓу другото се соочив со тоа што може да се прави во моментот кога навистина некои работи треба да се прилагодат на современиот сензибилитет. И ние направивме тогаш чекор нанапред, иако тој не беше на нарушување на она што е архаика, на она што е модерно и така натаму, но почнавме да ги врзуваме работите пошироко и да правиме така наречени кореодрами. Се разбира, по моето заминување од таму, таа работа спласна, но како и да е, да не опишувам, танец навистина е нешто што јас го доживеав како кулминација, бидејќи јас се родив со народната музика, како што реков, бев пратен во Битула да учам музичко училиште за да бидам, да научам да свирам за веселби и целиот живот. Јас народната музика е, како да кажам, дел од мене, иако класичната ја познавам најмногу, народната ја доживувам најмногу, како да, најинтензивно. Така што, ете, тоа е еден период на кој што со задоволство се сеќавам. Сега доаѓаме до македонското радио. Ајде за магијата на радиото. Тоа е, како да кажам, понекогаш некој ќе каже дека овој е многу среќен човек. Јас навистина веројатно сум среќен човек. Јас велам дека среќа е што јас во 80-те години дојдов во македонското радио. Се разбира, имав среќа исто така да како млад новинар во тоа време не беше пробивањето како денес. Знаете, денес можете од студентски клупи да влезете во министерски фотели, но тогаш беше поинаку и тогаш се напредуваше пополека. Но јас ја имав среќата прво да бидам примен да влезам во тогашната трета програма на македонското радио, која што беше елитна програма, барем така се сметаше, да не ги спомнувам имињата кои што тогаш работеа таму. Да бидам извонредно примен, односно да бидат забележани моите афинитети, па и квалитети од моите колешки Веселинка Бабамова, да ги спомнам, Вера Соколова и така натаму. Многу брзо беа забележани од тогашниот менеджмент на македонската радио телевизија, иако не бев член на ниту една, ниту сум бил на партија. А тоа време, знаете, беше време кога и тоа беше битно, и јас многу брзо станав уредник на 20 и неколку години. И благодарение на македонското радио станав член на музичката комисија на Југословенската радио телевизија. Па оттаму бев делегиран во една од двете светски
организации, сега е веќе само една ИБЮ, тогаш беше и ОИРТ, како представник на Југословенската радио телевизија. Благодарение на Македонското радио имав можност да ги следам опатиските трибини на музичкото творештво, да ги запознам сите најголеми југословенски композитори. Во тоа време пристапот кон изготвувањето на емисиите беше поинаков, како да кажам. За илустрација, денес е невозможно такво нешто, но подготвувате вие документарни емисии, да кажеме една од оние култни емисии на Македонското радио, Траги во времето, со врвните личности од тогашна Југославија. И се сеќавам, треба да правам емисија со Оскар Даном. 2 недели или 3 работам, јас во библиотека, тоаш не беше интернет, па се ќе изгуглате и ќе добиете се во библиотеки, сите можни монографии, за да одите неколку дена, имаме таква можност во Белград, па да го снимите Данон и тогаш сваќате, споредувајќи го со ова денес, дека една документарна емисија од тогаш вие сте се подготвувале и сте за таа личност сте осознавале и сте представувале преку емисијата потоа повеќе од она што денес го прават, да кажам, магистрантите на просечните македонски факултети. Значи, тоа е, затоа зборувам дека Македонското радио и Македонската радио телевизија, без оглед што голем дел од работите музиколошки биле надвор од Македонското радио и Македонската радио телевизија, сепак она што ми го дала Македонската радио телевизија во оваа смисла во која што зборувам е незаменливо и можам да кажам, иако многу мина пак поинаку, жала што јас не сум бил и не сум влегол во некои академски води, јас пак велам можеби од оваа страна гледано вака како што јас ги гледам работиве, можеби пак е и среќа што јас не сум влегол во тие академски води, каде што полагодно човек ќе се занимава со наука, но нема да имал, не сум можел да ги имам тие можности што во тоа време можела да ги даде само Македонската радио телевизија. Ке се задржам уште малку на Македонското радио, некако ми се наметна прашањето над 600 критики, исто толку па и повеќе радиски емисии. Се сеќавате на првата емисија, на првата критика? Јас морам да кажам, не се сеќам на првата критика, на првата емисија, но се сеќам на една од првите емисии или првите трибини, ќе ја спомнам, и бидејќи може да биде илустративна. Дојдов во третата програма, 85-та година, бев наоружан со сите амбиции, со самодоверба, со работи кои што во тоа време малку се дискутира, а и се правеше тогаш една емисија, неделен тематски циклус и се правеа трибини. И јас дадов предлог да зборуваме за вистинските вредности и кичот во музиката. Тема која што е постојано актуелна и денес и малку се зборува, за жал, и ефектите се многу лоши, погубни. И знаете, кој ќе биде, бидејќи мене естетиката, социологијата на музиката, психологијата на музиката, филозофијата на музиката ми беа посебна страст и љубов. Гости ќе ми бидат, викам, професорот Ферит Мухиќ, професорот Драгослав Ортаков, професорот Димитрije Божаровски, професорот Ѓорѓи Ѓорѓиев, ми се чини дека и професорот Ѓорѓи Старделов. И во едно такво друштво правиме една трибина од 2,5-3 сати, бидејќи тогаш беше третата програма отворена и одеднаш ги имате најврвните авторитети во однос на сите естетички прашања за вкупност за уметноста, но сега аплицирани врз музиката. И мене, морам да ви кажам, тоа е една емисија што се сеќавам, бидејќи беше на 20 и неколку години, но навистина, денес да ми кажете, ајде направете и соберете ги овие луѓе, некои од нив не се, за жал, меѓу живите, но јас би се исплачил. Тогаш не. Коловски, за крај од разговорот, кој е следниот предизвик? Има многу, јас се надам дека ќе имам енергија и ќе имам здравје, барем нешто од тоа да направам. Би сакал, како што реков, да можам да придонесам да се отвори простор за младите музиколози, бидејќи, знаете, сепак, како што реков, еден човек многу малку работи може да направи. Но јас ќе спомнам повеќе работите што треба да се направат, во кои што јас веројатно ќе морам да партиципирам со нешто, но не задолжително дека јас морам да ги правам.
бидејќи навистина имаме многу млади музиколози кои што се на нивото на дадените задачи. Да речеме, ние не можеме денес да немаме монографија за еден од најбардовите, да кажем, на македонската музичка култура, тоа е академик Властимир Николовски. Значи, ние немаме и таа мора да се напише. За жал, неговото дело и неговото опис и неговата ставнина се толку големи што можеби тоа ќе биде и за 100 годишнината од неговото раѓање, да речеме 2025 година. Но тоа мора да се направи. Не можеме ние да немаме монографија за исто така еден од најголемите македонски композитори, човекот кој што го донесе европскиот здив во македонската музика. Тоа е Тома Прошев. Не можеме ние да немаме монографија за академик Ристо Аврамовски, кој што за жал рано замина од овој свет и така натаму. Значи, тоа се некои од маркантните задачи кои што ни престојат. Инаку најконкретно во моментов ги организирам помладите или дел од помладите музиколози да направиме нешто што е многу корисно. А идејата, да кажам, потегна од колешката Снежана Анастасова Чадиковска со наслов "Дај да направиме антологија на македонската музичка критика", но јас, бидејќи многу пати сум ја вртел периодиката и библиотеките и така натаму, сватив дека денеска мораме да направиме напор да ги дигитализираме сите објавени критики во вкупната периодика од македонски, што се однесува на македонската музика од 1930 година до денес. И тоа ми е една од задачите, бидејќи во меѓувреме нормално сум вклучен во дигиталните технологии и работам со бази на податоци, знам сето тоа што значи и верувам дека нешто од тоа во наредните години ќе биде остварено и сигурен сум дека во дел од тие работи јас ќе морам да бидам некој од протагонистите, да кажем. Коловски, ми останува да ви се заблагодарам за одвоеното време и за разговорот, честитки уште еднаш за наградата Трајко Прокопиев. Ми беше чест и задоволство утрово да бидете тука. Ми беше исто така и мене задоволство.